Во првото издание во оваа година на Саботна хроника на Прва Скопска, во која ве потсетуваме за актуелните настани, ќе гледате: не претерувајте со храната за новогодишните празници. Совети како да го намалите стресот за празниците. Оваа година 7 продолжени викенди за сите граѓани. Последен ден од оваа година, а тоа значи прослава на новогодишната ноќ. Но во последниве години може слободно да се каже дека трендот за дочекување нова година, лудо и незаборавно, некако опаѓа. Годинава се помалку луѓе се веќе решени што да прават за така наречената најлуда ноќ, но сепак останало тоа дека треба нешто да се прави. Дочек на нова година вообичаено. Некој планира патување, некој во кафејана или дискотека, некој на плоштад, а некој дома. Плоштадот кај нас секогаш има добра програма, може би не одлична, но сепак солидна. Плюс бесплатно е. Оваа година градот Скопје се потруди плоштадот Македонија да изгледа поинаку и да се доближи барем малку до изгледот на европските метрополи и да обезбеди забава која ќе привлече поголем број граѓани новата година да ја дочекаат на плоштадот. Парни Ваљак, македонски пејачи и диџеи, како и група од Косово. Ова е понудата на градот за прославата на новогодишната ноќ на плоштадот Македонија во Скопје. Новогодишната програма почнува во 21 часот и ќе трае до 1 часот по полноќ. Изгледот на плоштадот и изборот на изведувачи по се изгледа им се допаднали на граѓаните, па плоштадот ќе биде вистински избор за дочек на новата година, за оние кои не заминале некаде надвор или пак на некоја организирана прослава. Новата година каде ќе ја поминете? Па тука ќе ја поминеме на плоштадот. Па или дома или овде. Па тука изгледа со другарки, со другари или пак може кај некого дома. Па сигурно дома. Со семејството или со друштво? Семејство, нема друштво од вас. Со семејство. За дочек на новата година, многу граѓани заминуваат и надвор од Македонија. Новогодишните прослави во градовите од соседните држави годинава се поатрактивни за македонските граѓани, но не заостануваат ниту прославите во европските метрополи, како Букурешт, Будимпешта, Венеција и Париз. Цените на аранжманите не се многу поразлични во однос на лани. Пакетите од туристичките агенции за 4 дена со автобус се движат од околу 90 евра во Нови Сад и 100 евра за исто толку дена во Тиват. За 90 евра може да се дочека нова година и во Белград. Во Софија новогодишното патување со автобус чини 99 евра за 3 дена, а во Атина околу 100 евра за 4 дена. Интерес има и за соседна Бугарија, но таму дополнително се доплаќа за новогодишната вечера. Според туристичките агенции, интерес има и за европските метрополи. Новогодишните аранжмани со автобуски превоз до Виена, Венеција и Букурешт и Париз се движат од 100 до 300 евра во зависност од градот и видот на новогодишниот пакет. Сепак, каде и да сте одлучиле да ја дочекате новата година, ви посакуваме убав помин. Земањето голема количина храна, особено таа што е богата со сол и консумација на алкохол во големи количини, доведува до нагло скокање на крвниот притисок и самиот тој прави одредени проблеми во здравствената состојба кај луѓето. Прославата на новогодишните и божикните празници може лесно да ви приседне ако не внимавате поради претераното консумирање руска салата, пилешко и друга тешка храна, но и ако претерате со алкохолните пијалоци. Лекарите предупредуваат да се јаде и пие умерено. Исто и нутриционистите на оваа тема велат дека треба многу да се внимава околу исхраната за време на новогодишните празници. Треба да се внимава што се јаде и колку се јаде. Празниците се семејни веселби. Ние имаме традиционални убави јадења кои што треба да се јадат и за празник како што се вели не се држи диета. Меѓутоа умереноста, добрата комбинација е секогаш вистинскиот избор. Умерено уживање во се, тоа е навистина најдобриот пат
до здравјето. За лицата што се во божикни пости, при повторното консумирање на сите видови храна да внимаваат, особено во првите денови по прекинот на постот, бидејќи тогаш се најчести проблемите што се јавуваат со желудникот и жолчката. За да не се случи тоа, воведувањето на мрсната храна, месо и јајца треба да е со умерени количини во првите денови. Божикњата софра, која најчесто превладува со такви производи, треба да биде умерена, да се внесуваат од 100 до 200 грама месо. Исто така, лекарите велат дека инциденцата на кардиоваскуларни настани поради пријадување не е толку голема, туку клиничката слика и болката што ја чувствуваат граѓаните во пределот на границата помеѓу градниот кош и стомакот. Новогодишните и божикните празници најчесто се поврзуваат со добро расположение, убаво друштво и богата трпеза. Но што се случува доколку нешто од планираното земе друг правец од посакуваниот? Наместо убаво расположение, настапува стрес, кој е се почесто застапен, па дури и за време на празниците. Истражувањата велат дека настојувањето работите да се доведат до перфекција, често пати знае да резултира со напнатост и стрес. За да го одржувате стресот под контрола, следите ги нашите совети. Најважно е да имате реални очекувања за празниците. Не можете да направите се совршено. Некои луѓе се разболуваат. Некој рецепт едноставно нема да излезе како планираниот. Некои од гостите пак не се согласуваат добро, но тоа не е ваша вина. Не мора да имате совршена забава или пак совршено декориран дом. Грижете се за себе за време на сезоната на празниците. Тоа подразбира здрава исхрана. Јадете повеќе зеленчук, овошје, семки и јаткасти плодови. Ќе изгледате подобро, а со тоа и вашата самоконтрола ќе се зголеми и ќе бидете поуспешни. Најдобар начин да се ослободите од стресот и да заборавите на стресот. Тоа ќе ви успее само ако ве обземе празнично расположение. Украсете го домот, гледате новогодишни филмови и уживајте со семејството. Имате еден живот со ограничено време. Искористете го времето со луѓето кои ги сакате и ве прават среќни. Споделете спомени и насмевки. Само така празниците ќе останат во добро сеќавање. И за крај, ова нека не биде само уште една обична вечер. Новогодишната ноќ нека ви биде посебна и волшебна. Нека ви е среќна и берикетна новата 2019 година. Во 2019 година македонските граѓани ќе имаат 7 продолжени викенди. Од вкупно 11 неработни денови за сите граѓани, 7 се поврзуваат со викендот, за разлика од 2018 година, кога имаше 4 продолжени празнични викенди. Првиот продолжен викенд е за Божик, бидејќи неработен ден е 7 јануари, понеделник. Слична е ситуацијата и со големиот празник Великден, кој како неработен ден е на 29 април, понеделник. Неработниот ден за 24 мај, Свети Кирил и Методи, ден на сесловенските просветители, е во петок, така што граѓаните ќе имаат уште еден продолжен викенд. Продолжен викенд има и за денот на Републиката 2 август кој е во петок, како и за денот на независноста 8 септември кој е во недела, но неработниот ден се префрла за 9 септември, понеделник. Денот на Народното востание, 11 октомври, е уште еден неработен ден што се врзува со викенд, бидејќи е петок, додека 8 декември, Свети Климент Охридски, е во недела, а неработниот ден се префрла за понеделник, 9 декември. За сите граѓани неработни денови, освен денешниот, се и 1 мај, денот на трудот, среда, 4 јуни, вторник, Рамазан Бајрам и 23 октомври, среда, ден на македонската револуционерна борба и 8 декември. Граѓаните од православна вероисповед најмногу ќе одмораат за големиот христијански празник Великден, бидејќи за нив, освен понеделник, 29 април, неработен ќе биде и петок, 26 април.
Продложен викенд ќе имаат и за духовден петок на 14 јуни. Неработни денови за православните верници се и бадник на 6 јануари недела, 19 јануари сабота и Успение на Пресвета Богородица 28 август среда. За граѓаните од католичка вероисповед неработни се и 22 април понеделник, Великден, 1 ноември петок, празникот на сите светци, како и 25 декември среда, првиот ден на Божик. За граѓаните од муслиманска вероисповед неработен е 11 август недела, Курбан Бајрам. Со доаѓањето на зимата, некако и возрастните и децата сме во исчекување на снегот и снежните игри и лудории на отворено. Снегот за децата представува нов предизвик и психички и когнитивен. Ако клупите и лулашките се покриени со снег или замрзнати, децата треба со помош на својата снаутливост и имагинација да најдат начин за повторно да ги користат или да пронајдат замена. Играњето со снегот бара одредени способности и затоа зимата е совршеното годишно време за развивање на истите, на што треба да внимаваат родителите и како да го подготват своето дете за играта на снегот. Постојат неколку ефикасни начини детето да биде сигурно и заштитено додека е надвор. Најпрво се разбира е топлата облека, но постојат и многу благодети кои ги нуди и ладното време. Родителите треба да одредат време кое децата ќе го поминат надвор со кратки паузи за одмор за да се загреат. Децата облечете ги слоевито и не дозволувајте да поминуваат долго време на отворено кога се екстремно ниски температури. Проверете дали местото каде што ќе играат е безбедно, во случај да има скриени тврди и остри предмети под снегот или пак да има скриен мраз. Мајките се свесни дека е пожелно децата да поминуваат одредено време на отворено, па дури и кога е студено. Но оној инстинкт кој не тера да ги заштитиме децата, често не доведува до ситуација да не дозволуваме децата да излегуваат надвор. Експертите велат дека невозможно е децата потполно да ги изолирате и да ги заштитите од бактерии. Кај децата имунитетот се зајакнува ако престојуваат на отворено. Важно е тие да поминуваат време на свеж воздух, бидејќи бактериите кои ги внесуваме дома се рециклираат и што повеќе време поминуваме на затворено, толку повеќе сме подложни на бактерии. Експертите сметаат дека децата е неопходно да имаат 60 минути физичка активност секој ден. Кога чекорат по снегот, тие користат поголеми група на мускули и потребна им е поголема сила за да се движат. Ако децата надвор поминуваат време и играат на снегот, подобро и ќе спијат, ќе им се зголеми апетитот и со самото тоа ќе бидат повеќе расположени. Иако дигиталниот свет во кој живееме не поттикнува да го избереме филмот пред книгата според која е направен, а динамичното секојдневие ни го скратува слободното време за континуирани средби со книгите, ниту еден изговор не е доволно силен за да го оправда дистанцирањето од книжните извори на знаење и инспирација. Кога е читањето книги во прашање, добро е да се знае дека научните истражувања потврдуваат дека редовното читање книги го намалува ризикот од Алцхајмерова болест кај старите лица и го забавува напредувањето на болеста. Покрај тоа, читањето книги представува ефективен метод за релаксација и тајно оружје против стресот. Токму затоа, ве потсетуваме дека слободните денови кои ги имате на располагање за време на празниците би можеле да бидат идеални за читање книги. Топлите приказни кои ги нудат книгите, надополнети со топол напиток, представуваат совршен начин да се поменат празничните денови. Домашните книжарници и издавачки куќи промовираат нови наслови, организираат дружење со автори, нудат голем број наслови со намалени цени и празнични пакети. Уредничката од издавачката куќа Просветно дело Ксенија Трајчева информира дека е значително зголемен бројот на купувачи токму пред новогодишните празници.
Велат книгата е најдобриот пријател на човекот. А колку повеќе книги поседувате, со толку повеќе пријатели се дружите. Токму на оваа тема за книгите, за интересот на нашите граѓани и нашите гледачи да читаат книги и за интересот да купуваат книги токму за новогодишните и божикните празници, денеска разговараме со Ксенија Трајчева, одговорен уредник во издавачката куќа Просветно дело. Најнапред нека ни се среќни празниците. Благодарам, среќна нова година на сите што другаруваат со нас. Посакам многу насмевки, многу љубов, многу позитивна енергија на сите кои што зачекоруваме во новата 2019 година и секако да биде поуспешна, понасмеена и повесела од претходната. Нема идеално време за читање книга, секое време е идеално за читање книга, меѓутоа зимскиот период, ладното, студеното време надвор, топлите домови, се уште поубаво време да се дружиме сите со книгите. Би сакала на самиот почеток на нашето кратко интервју да ни кажете дали е зголемен интересот на читателите овој период од годината. Да, секако, затоа што Просветно дело во пресрет на новогодишните и божикните празници одобри попусти кои што се до 80% и се однесуваат на сите изданија кои што секако понуда во книжарниците широм Македонија. Токму тоа го поттикна и дополнително интересот за читање и кај младата публика и кај возрастните, затоа што зимата е, како што кажавте, период кој што повеќе го поминуваме во домашна атмосфера, особено кога се и празниците тука, ете имаме време плюс да прочитаме нешто убаво и да ја збогатиме нашата фантазија, нашиот живот со ликови кои што можеби реално не постојат, но секако делуваат врз нашиот живот. Бестселерите се омилено четиво како кај нас, така и надвор од нашите граници и токму затоа најчитаните книги, најчитаните бестселери се присутни на рафтовите на Просветно дело и тие предизвикуваат голем интерес кај возрастната читателска публика. Голем е изборот, голема е понудата, големи се и попустите и токму тоа дополнително ете ги стимулира купувачите да не посетат и да се одберат роман за себе си или за своите најблиски и да го постават можеби под новогодишната елка како убаво изненадување. Знаете, книгата е подарок кој останува за секогаш, особено ако напишеме и некоја посвета на првите страници да биде среќна нова 2019 и години натаму кога ќе се навратиме на романот, ќе се сетиме на убавото чувство кое што го предизвикало книгата оној момент кога сме ја добиле како подарок. Можеби ќе не предизвика и повторно да ја препрочитаме затоа што секое читање е ново доживување, а она што книгата овозможува да се патува во еден поинаков свет, во еден паралелен свет, близок а далечен, е она богатство кое што никој не може да ни го одземе. Дали граѓаните купуваат книги како подароци за поделка? Да, за среќа купуваат и се повеќе се навраќаме некако на книгите, затоа што книгата е подарок кој што останува за секогаш. Оваа година имавме и понуда со новогодишни пакетчиња со сликовници и боенки за најмалите и не знам како да кажам, но тие предизвикаа најголем интерес. Веројатно се надминува оној стереотип на пакетчиња со чоколада и бомбончиња. Еве сакаме нешто поинако да подариме за нова година и тие пакетчиња предизвикаа голем интерес и веќе се во торбата на Дедо Мраз и патуваат кон дечињата. Може ли да издвоиме дел од најинтересните наслови кои што ја одбележа 2018 година и од книгите за возрастни, меѓутоа и од детската литература? Секако да, голема е понудата во книжарниците на Просветно дело и навистина е тешко да се издвои еден наслов кој е бил најбаран или најчитан или најпродаван. Меѓутоа, ете според некои статистики кои што неофицијално се водат во нашите книжарници, насловот Жената на временскиот патник некако се издвои од другите и предизвикува голем интерес и е баран и читан од возрастната читателска публика. Станува збор за роман кој што ете пак има една вонвременска, една магична димензија. Веројатно сите сакаме некако да избегаме од секојдневието, сите некако посекуваме да ни се случи нешто магично, нешто волшебно и тоа се случува особено кога се читаат книги. Оваа книга ја покажува на огромна димензија, огромна сила и моќ на љубовта, дека е моќна да победи се и да биде предизвик кој
што навистина победува. Дејствието се одвива околу еден библиотекар, значи пак околу книгите се врти приказната, кој што има необична моќ да патува низ времето и тука му се случува една љубов која што навистина се соочува со тој предизвик кој тој го има пред себе, да патува низ времето, да доаѓа и да се враќа, и затоа се нарекува и жената на временскиот патник. Да се биде влюбен во една таква личност е навистина голем предизвик, но кога љубовта е силна и моќна, таа ги победува сите предизвици, но да не ги откриваме сите детали понатаму. Оваа книга ја препорачувам ете како четиво во волшебството на новогодишните и божикните празници, една волшебна книга која што навистина ќе ве потсети колку е важна и колку е силна љубовта во нашите животи. Што е со литературата за деца? Дали споминавте дека се купуваат пакетчиња кои што се содржани од книги, од сликовници, од боенки, дали родителите од најмала возраст ги воведуваат децата во светот на книгите? Убаво е да се каже и да се констатира дека родителите се повеќе се свртуваат кон книгите, затоа што клучот за љубовта кон читањето се наоѓа во возрастните. Независно колку имаме компјутери, телефони, таблети на располагање и сите други играчки нели кои што го пружуваат детето и кои што се потребни да ги има, книгата сепак си го има своето место зачувано и загарантирано, затоа што приказната е она која што го воведува детето во еден нов свет, која што му го открива светот околу себе, која што знаете возраста на децата е она која што несвесно децата фантазираат, ќе речат возрастните ме лаже. Не, тоа не лаже, тоа фантазира, тоа посакува. И токму затоа и приказните, бајките се најблиски до нив и можеби најмногу ги посакуваат и ги купуваат и ги читаат. Едно такво издание е Најубавите бајки од Андерсен, значи бестселер кој што нема време, класика која што ја сакаат сите деца, приказни со кои што сите сме пораснале, а Андерсен како автор бил е и останува популарен за сите генерации на деца. Ова е издание кое што е илустрирано од прва до последна страница со мек повест кој што овозможува детето безбедно да го чува во рацете, а бајките на Андерсен се она богатство кое што сите го стекнуваме во детството и го чуваме цел живот понатаму. Ова е една од најбараните и најчитаните книги на родителите и децата заедно. Се разбира, особено кога станува збор за дечиња кои што се уште не се описменети. Овој наслов и насловот Најубавите бајки од браќата Грим, значи уште еден бестселер, уште една класика, исто така го привлекува вниманието на децата како што го привлекувало многу одамна, и бајките на браќата Грим исто така се предизвик и за родителите и за децата. Она што е интересно за двете изданија е тоа што илустративниот пристап е сосема нов, поинаков од она што досега сме имале можност да го видиме, а поентите од приказните се посебно испишани со поголем текст, со цел ете да се развива оној позитивен став кон општеството, да се разликува доброто од лошото и да се развива она хумана димензија кај децата уште од најмали нозе. И да не ги заборавиме тинеџерите, кои што исто така се значајна читателска публика и која што можеби е најголем предизвик еден тинеџер да се натера да чита книга кога ги има сите оние современи како што ги викаме ние гаджети или како што ги кажавте таблети, компјутери и се останато, како да натираме еден тинеџер или тинеџерка да земе книга во рака? Со наслов кој што ќе биде интересен. Значи секогаш постои предизвик и за нив. Овие новели се многу интересни, затоа што приказната за нив е многу интересна. Ова е продолжение на приказните за познатите принцези. Пепелашка, Снежана, Заспаната убавица, Златокосата и така натаму. И сега, овие приказни сите ги знаеме и ги познаваме, но сега се навраќаме на една нова димензија на тие приказни, со тоа што принцезите веќе станале баби, се остарени и имаат своји внуки и внуци. Романите кои што се на Кралска академија се токму продолжение на приказни за нивните внуки и внуци, а главниот лик е токму оваа девојче кој што го гледаме на кориците, Роуз, која што е внука всушност на Пепелашка. Но како Роуз открива дека е внука на Пепелашка? Тоа е една
класична тинејџерка која секогаш досна и никогаш не може никаде да стигне на време, но она што особено е привлекува се продавниците за чевли и нејзе не е јасно зошто толку многу сака да биде во продавниците за чевли и да купува чевли постојано. И така еден ден, влегувајќи во една продавница за чевли, го наоѓа волшебниот клуч од земјата на приказните, во која што заминува, во таа земја на приказните постои Кралска академија, во која што се учи како да се освојат моките од волшебните приказни на Пепелашка, на Златокоса, на Дзерот и убавицата и така натаму. И сега тука се запознаваме и со другите ликови, со внукот на Снежена и така натаму. Значи, станува збор за една приказна, за една новела која што сема поинаква од она што досега било понудено на децата за читање, а особено предизвикува внимание бидејќи станува продолжение на оние бајки, на оние приказни кои што тие ги читале во детството и сега да видиме што се случува со внуките на познатите принцези кои сега се тинејџери и живеат во некакво современо обкружување. Книгите се исто илустрирани, ликовите се толку вистинити колку што се и магични, значи онаа потрага по оној паралелен, волшебен свет останува во сите нас сокриен од детството и го носиме цел живот со нас. И сите во новата година посакуваме да ни се случи нешто волшебно, а на тинејџерите секако им се случи ако овие книги ги добијат за новогодишен подарок. И некаде пред самиот крај на нашето интервју еве една порака до гледачите. Она што сакам да го порачам на родителите, особено оние кои што имаат помали дечиња кои што се уште не се описменети, а сакаат нивните деца да бидат читатели, да другаруваат со книгата, морат да издвојат време да поминуваат повеќе со нив. Она што е особено битно е да се чита на глас на помалите дечиња, а книгите да бидат прилагодени кон возраста. Затоа речиси на сите изданија во просветно дело можете да видите за која возраст се наменет или да ве упатат нашите вработени за која возраст која книга е најдобра за да се предизвика љубов, а не отпор кон книгата. Понудата е голема, читајте заедно со своите деца, но не заборавајте и вие да бидете со книгата во раце, затоа што децата се идентификуваат со своите родители. Моделите ги преземаат точно од тие кои што ги опружуваат, родителите или бабите и дедовците, поголемите браќа и сестри. Ако вие бидете со книга во рака, тогаш и вашето дете ќе биде читател. Затоа во новата 2019 година посакувам на сите родители и деца да поминуваат повеќе квалитетно поминато време со книги, сликовници, боенки и да другаруваат со нив, а на останатите да прочитаат барем една книга повеќе од она што прочитале минатата година. Среќна нова година на сите. Ви благодарам, Ксенија, многу. Среќна нова година и вам. Драги гледачи, јас ќе се надоврзам сосема дан крај на она што го кажа Ксенија. Читајте книги, другарувајте со книгата, бидејќи навистина во нив лежи едно богатство кое што никогаш не може да биде исцрпено. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Саботна хроника, а вие и понатаму следете ги неделните прегледи на вестите.